Денес сме овде во знак на поддршка на граѓаните на Валандово, кои што денес ќе излезат на еден протестен марш за итно запирање на сите активности околу отварањето на рударскиот комплекс Казандол Валандово. Дали сте на некој начин разочарана, бидејќи сепак сме во главниот град, а одзивот на луѓето е многу мал, кои што даваат солидарна поддршка? Па воопшто не сум разочарана затоа што луѓето се уште доаѓаат и најмногу од се задоволна сум што дел од овие луѓе ги имам гледано на слични вакви активности, се залагаат за заштита на животната средина. Сметам дека тие луѓе што денеска се со некаква цел овде дојдени се, мислам дека ќе има и уште. Како дел од организацијата Спас за Валандово, дали сте доволно консултирани? Дали властите го слушаат вашиот збор? Па ние како граѓанска организација не треба да бидеме тие што ќе бидат консултирани во однос на превземање на крајни чекори, затоа што ќе се случи на крај со тој рудник и каков ќе биде исходот од активностите. Сметаме дека експертите треба да кажат зошто треба ден побрзо да се затвори тој комплекс и зошто не смееме да дозволиме отварање на еден таков капацитет во еколошки чисти подрачја. Сметаме дека експертите треба да излезат со своји видувања, со една детална анализа, затоа што ние знаеме дека фактите тежат на наша страна. И што ако го отворат тој рудник, ако проработи? Па во планот во елаборатот кој што јас го имам прочитано пред некое време за комплексот Казандол предвидува итна евакуација на население од најблиските населени места. Тоа доволно зборува за тоа дека еден ваков рудник со отворен коп не може да обезбеди некаква гаранција за безбедност и заштита на населението. Затоа и се предвидени тие чекори за итна евакуација во иднина ако нешто се случи. Од друга страна сметаме дека неизбежно е загадувањето на подземните води, на воздухот и така натаму. И еден друг факт кој што тежи во приказната е тоа дека Македонија нема стратегија за справување со токсичен отпад, кој што ќе биде неминовен производ во овој процес.